синко? Никако, веднаш доаѓам. Одлично. Садет? Здраво, Фејаз. Повели? А дали вчера се видовте со Харун? Да, дојде тука и се видовме. Тогаш, зошто не се врати дома? Садет, јас многу пати зборувавме, но резултатот од разговорот е ист. Никако не можам да разберам што не ми го прифаќаш другиот син. И да се вратам дома пак не чека иста расправија. Не, Фејаз, не овој пат. Јас долго размислував, се согласувам. Тоа е дело од тебе. Долго време се плашев да не те загубам. Се што сторив заради тоа. Не сакав син ти да те подсетува на онаа друга жена. Но куќата без тебе е празна. Сакам да бидам сигурна дека се уште ме сакаш и дека нема да ме оставиш. Се уште ми се исти чувствата. Те сакам како на првиот ден, Садет. Ке се вратиш дома, нели? Исто и син ти може да дојде кај нас. И тој има право да биде тука. Шоферот ме чека на вратата. Имаме состанок. Ке се видиме дома. Благодарам, Садет. Ти си изворена жена. Добро утро. Добро утро. Седни. Се надевам дека немате проблеми заради мене. Не. Напротив. Благодарение на тебе и брат ти и Садет сакаат да дојдеш кај нас дома. Дали би сакал вечер да не дружиш на вечер? Јас искрено не се чувствувам подготвен за тоа некако. Јас не сакам да губам повеќе време. Не ќе можам да ги вратам назад годините кои сме ги изгубиле, но нема да дозволам истото да се случи и сега. Те молам, не натажувај. Вечер ве чекам на вечера со сопругата, сакам да ве запознавам со цело семејство. Добро, штом така. Вечер ќе си се јавам. Ќе се договориме и ќе го испратам шоферот да ве земе. Во ред. Момент. Молам. Како си тога? Добро, вие како сте? Ако имаш време, мајсторот сака да наминеш до работилницата, да поразговарате малце како татко и син. Добро. За кратко ќе бидам таму. Се гледаме. Таткото на сопругата ме бара. Ќе морам да одам. Секако. Се надевам дека и тој би сакал да се смирите. Ајде, оди. Јас ќе те барам за вечерата. Добро. До гледање. Ајде. Довидување. Ѓозде? Керем, зошто ме викна? Се надевам за да се извиниш. Седи, Мила. Ако толку сакаш, ќе ти се извинам и ќе ти посакам се најдобро. Секако, желбата за се најдобро е валидна ако си до мене. Керем, се шегуваш со мене? Што бара Бурџу тука? Абе, вие да не се шегувате со мене? Керем, што бара оваа тука? Дами, јас ве сослушав, така? Ве молам и вие сослушајте ме.
Те молам, седни си 2 минутки. Седни, мила. Ајде, седни. Да, ќе ви нарачам чај од Камилица. Келнер, 2 чаја од Камилица. Видете, вчера вечер ми падна лимонче на глава. Конечно се опаметив. Правејќи вака и кон двете се однесувам неправедно. И за мене е неправедно. Не ме засегаат другите, но моето срце не е толку големо колку да прими 2 симпатии. Како што рекле постарите, се наоѓам на теснецот од работата. Покрај сето ова, верувам дека треба да донесам разумна одлука. Како и да е, вие сте многу сладки, Ѓозди и Бурџу. Многу сте убави и посебни девојки за мене, како што кажав. Јас немам толку големо срце. Во моето срце има место само за една. Едната од вас ќе ми биде девојка, но која е таа? За да одлучам, ќе треба да видам кој од вас две ме сака повеќе. Тоест, каков и да е резултатот, на крај љубовта ќе победи. Сигурно се шегуваш, така? Сигурно си полудел. Не, јас сум сериозен. Прво и на двете ќе ви направам по еден мини тест. Имам неколку прашања за вас во врска со љубовта. Личноста која ќе даде вистински одговор, ќе биде чекор до мене. Да, ако сте спремни, одиме на првото прашање. Добро, те слушаме. Ова е првото прашање. Точниот одговор ќе ви даде 10 поени. Што велите, дами? Да почнеме? Што бараш од љубовта? Под А, барам среќа. Под Б, барам и двајцата да бидеме среќни. И под В, барам само една убава слика. Што е ова? Збунувачко прашање. Да, чекам одговорим. Под А, барам да сум среќна. Б. Одговорот е Б. Бирам и двете страни да бидат среќни. Да, честитам. И двата одговори се точни. Сега сте еднакво. Прашање број 2. Дали би умрела за љубов или би убила? Сакам на дело да ти го покажам тоа. Сослушај ги опциите. Нема потреба. Веднаш ќе ти одговориме. Добро. Резултатот е еднаков. Шефе, не носи чај, донеси ја сметката. Да. Еда, што правиш тука, керко моја? Ти смрзнале рацете. Нема да прашам што се случи. Ајде, дојди со мене. Ке излеземе на воздух, ке се напиеме топло чајче. Ајде, стани, мила, стани. Дојди, мила. Ах, мила моја. Ах, мила моја. Зборувај, керко. Не плаши ме вака. Што се случи? Заврши. Се исчезна како да сум во сон. Не постојат никакви шанси да сме заедно. Како така зборуваш? Зарем можно е да е невозможно? Невозможно било. Фала му на Бога, живи сте. Љубовта не завршува кога ти ке кажеш. Ке се ожени со сестра ми. Како па да не? Не верувам. Не зборувај како загадка. Те молам, не зборувај. А сестра ми била бремена. Господе Боже. И сега ќе ми кажете повторно да трчам по љубовта? Велат дека најголемата тага на светот е смртта. Ова е полошо и од смртта.
Смртта е безнадежна, исто како ти што си безнадежна кон твојата судбина. Нема повеќе што да правам. Постојано ти велам да не плачеш. Сега плачи, Керко. Нема што да правиш. Плачи. Добро утро за најзгодниот брат на светот. Ниса, треба да разговараме веднаш. Добро, те слушам. Што сакаш да кажеш? Прво треба да решам некои други проблеми. Те помеѓу мама и тато, а потоа ќе разговарам со тебе. Добро, зашто? Подоцна. Овој тендер е многу важен за иднината на нашата фирма. Мора да го добиеме. Секако. Не само за фирмата, туку и за нашиот личен успех. Да не случајно пак се грижиш за успехот на фирмата пред својот личен успех? Не знам. Може би е така, а може би и не е. Откако си дадовме рака, ништо не се промени. Да не пропуштив нешто? Нема потреба да бидеш толку нестрплива. Многу раскоро ќе сватиш за што се работи. Нема да го абортираш тоа, бебе. Јас не дозволувам. Бебето? Секако да. Не можеш да кажеш дека е наше. Знаеш дека не сакав да кажам така. Не знам. Само едно знам. Повеќе би сакала да не родам вонбрачно дете, отколку да го родам како самохрана мајка. Не би му приредила таков срам. Ниту јас, ниту семејството не би го издржало ова. Не барај го ова од мене. Ако го уништиме, нема да се справиме со таа тежина. Тоа бебе е наша одговорност. Ќе направам се што треба за да има нормален живот. Принудени сме на тоа и двајцата. Добро. А таа жена? Молам, тато. Здраво, синко. Ако немаш некоја важна работа, те чекам на вечерва. Како што се договоривме, вечерва ќе те запознам со брат ти. Добро, тато, ќе дојдам. До гледање. Што е до мене, јас ја превземам одговорноста. Харон, те прашав нешто. Ке продолжиш да се гледаш со таа жена? Тоа не е тема на разговорот. Зборуваме за животот на едно невино бебе. Што и да се случи, тој има право да живее. Ова бебе може да не врати можноста која ја загубивме. Ке бидеме само јас, ти и бебето. Можеме да бидеме среќни. Исто како што замислувавме пред таа да влезе во твојот живот. И таа ќе свати дека си сгрешил. Никогаш повеќе не сакам да зборуваш за неа. Таа е вистински драгоцена за мене и секогаш ќе остане таква. Ме принудува да лажам, Мелда. Никогаш нема да бидеме среќно семејство. Само се трудам да го заштитам бебето кој има право на живот. И не баре ништо повеќе од мене. Како ќе го сториш тоа додека мислиш на неа? Како ќе го заштити животот на нашето бебе? Ќе направам се што е потребно. И те молам, не ме напнувај повеќе.
може да се стесни малку. Да, Толга е тука. Сака да се види со тебе. Внатре има една муштерика, што да правам? Оставете ре малку сами. Аха, во ред. Ѓулшах. Повелите внатре. Благодарам. Толга? Што се случува? Денес татко ти ме повика кај него во работилница. Зборувавме малку. Посака да се смириме и да го израснеме заедно бебето. Нели се ќе му кажеш Еда? Не можев. Немаше потреба. И така заврши се. Дали навистина веруваш во она што го зборуваш? Утре сигурно ќе се смирите, не грижи се. Овој пат е поинаку. Нема враќање назад. Зошто? Што е поразличното? Мора да се врати на местото каде што треба да биде. Добро, а ти? Јас нема да лажам дека сме во брак. Знам дека ќе ми се налутат, но најмногу се срамам од тоа што ти кажав тебе. Заедно со Кирка ми ќе ги пребродам сите тешкоти. Ти благодарам многу што секогаш си до мене, Толга. Да не беше ти, не ќе можев да бидам толку силна. Секогаш ќе ми бидеш најдобар пријател. Да, можеме и вака. Ајде прво нека се роди Јагмур. Ти застани на своји нозе. А до тогаш дозволи ми јас да бидам до тебе. Така и твоите ќе бидат спокојни. Во меѓувреме имам една молба до тебе. Сега мене ми е редот. Се разбира, повели? Татко ми ме покани на вечера за да ме запознае со братот и сестрите. А му кажев дека сум женет. Па сега ме покани заедно со сопругата. Ќе сакате да ме дружите, господја? Се разбира, Толга. Многу ми е мило за тебе. Па тогаш. Немој. Ајде, дојди. Дојди. Толга, Кажи. сигурен си дека сакаш да го излажеш татко ти? Па веќе му кажав. Ама ако не сакаш да дојдеш... Да, нов почеток. Јас мислев дека ќе створам живот со бебето и со човекот кој го љубам. Нели е многу чудно? Ајде, дојди. Најдоброто нешто што можеш да го направиш за мене е да ме дружиш. Сестра ми сака да абортира. Ако го стори тоа мало бебе ќе умре заради нас. Никогаш не би го дозволил тоа. Сестра ми никогаш не би го родила ако не се мажи. Добро, што ќе биде со нашето бебе? Што ќе биде со него? Тоа ќе биде многу среќно бебе. И да не знае ќе има татко кој многу ќе ја сака. Ќе те сакам до крајот на животот. Никогаш нема да се откажам од нашата љубов. Исто и јас. Само тебе те сакав. Никогаш нема да се појави никој друг. Возбуден си? Не знам. Изгледа дека сум.
Некој внатрешен глас ми вели дека денес ќе започнам сосема нов живот. Да, нов почеток. Јас мислев дека ќе створам живот со бебето и со човекот кој го љубам. Сакајќи да го заштитам семејството, јас го уништив, а сега ти си имаш ново. Нели е многу чудно? Се ќе биде во ред, Душо. Се додека сме заедно, ништо нема да може да не победи. Сега време е да бидеме двајцата храбри. Не мора да се разделиме, Еда. Не заслужуваме ваква казна. Разделбата е нула во споредба со тоа што го доживувам. Штом се уште живеам, штом можам да стојам пред тебе, тоа го правам само заради Јагмур. Само заради неја живеам. Не нема повеќе нас. Ние не постоиме. Добре дојдовте, госпогица Мелда. Може ли да ја пренесете на господја Сада дека сакам да се видам со неа? Секако, господја. Вие повелете, јас ќе ја известам. Знаеш што? Имам постари сестра и брат. И помала сестра имам исто. Кој знае колку си личиме? Тоест, јас на него личам. Искрено и на татко ми малку личам. Тој е многу згоден човек. Не ми се верува зашто ти зборувам, а ти не ме слушаш. Што размислуваш? Ништо, не знам, се занесов. Кога слушнав дека ви било лошо, многу се натажив. Не можев да издржам, веднаш дојдов. Не, душо моја, добро сум. Откако те видов, подобро ми е. А ти имаш убава боја на лицето. Изгледа ти е подобро по разделбата со Харун. Не е заради тоа. Може би е заради... Поради што? Рано е да кажам, но... Изгледа пак ќе се смириме со Харун. Феја, слушна ли? Мелда и Харун ќе се смиреле. Се уште не е ништо сигурно. Прекрасна вест. Седни, Керко, седни. Во мигот кога ќе дојде и другиот син, дознаваме многу убава вест за Харун. Саде ти спомна за другиот син, така? Да, господине Фејас. Навистина се зачудив. Се надевам дека ќе бидете уште посрекни. Извинете ме сега. Ако останеш на вечера, многу ќе се радуваме. Нели, Фејас? Секако. И ти си член од нашево семејство. Би биле среќни ако бидеш тука. Ќе имаш шанса да се запознаеш со новиот роднина. Добре дојавте. Добро вечер. Добре дојавте. Добро вечер. Кога ќе остарете колку мене, ќе сватите што значи да си има среќно семејство, Керко. Каде е татко ми? Во салонот, господине Харун. Харун дојде. Добро вечер. Добре дојде, синко. Види, Мелда дошла да ме види. И јас не ја испратив дома. Се надевам не ти представува проблем.
Секако дека не представува. Керко, повика ги сите да дојда долу. Веднаш. Кај да и брат ти ќе стаса. Ке имаме една прекрасна ноќ за сите нас заедно. Еда. Мила, прстенот го носиш? Аха, да. Добро. Штом сите сте тука, сакав да ви се заблагодарам што ме поддржувате. Во животот секој може да сгреши. Најважно од се е да знаеме што треба да правиме за да ги оправиме грешките. Повторно ми покажавте дека сме вистинско семејство. Благодарам за разбирањето. Ве молам, не заборавајте дека и другиот син ви е брат. Помислете дека никогаш не израснал вака. И ве молам, дајте му топлина која му недостигала. Како ваш татко ве замолам да го сторите тоа. Ве молам, не дозволувајте да мисла дека се туѓинци. Не заборавајте, овој дом е нивни исто колку што е и ваш. Подготвена си? Ова место... Безпрекорно е, нели? Не помислив дека е вакво. Ама не се плашам. Ова сепак е домот на татко ми. Ајде, дојди. Ве молам од оваа страна, сите ве чекаат. Благодарам. Ајде. Еда, што ти е? Ајде, 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 дојди. Ајде. Добре дојдовте. Ти знаеше ли за ова? Не. Момент, јас ништо не разбрав. Еда овде е како сестра на Милда или како жена на нашиот нов брат? Не разбирам на вистина. Како ова случајност е ова? На вистина не знам што да кажам. Добро дојдовте. И за нас ова големо изненадување. Како тоа? Зар Толга не и кажа на својата жена дека неговиот татко, кој го најде после толку време, се презива Арслан ли? Јас да бидам искрен, воопшто не ни помислив да прашам како се презива мојот татко. Да, точно е. Мојот син без да знае кој сум, ми прости и прифати да се запознае со своите браќа и сестри. Тато, значи твоите синови и без да се познаваат имаат ист вкус? Погледни само.
Зар е можно во огромниот Истанбул се залюбиле во две сестри? А ние очекувајќи Милда да влезе во нашето семејство, незината сестра веќе одамна станала дел од нашето семејство. Што има тука толку чудно? Животот е полн со изненадувања. Зар цел ден ќе стоиме вака изненадани? Добре дојде помеѓу нас, Толга. Јас сум Ниса, твојата сестра. Добро те најдов. Ти си Еда, така? Да. Мило ми е. Заради тоа што сите освен мене ги познаваш овде, нема да се чувствуваш незгодно. Повели. Нема ли да му посакаш добре дојде на брат ти, синко? Синко, ова е брат ти Харун за кој ти зборувал. Харун, ова е брат ти Толга. Ете, ова е човекот за кого зборуваше Еда. Толга. Јас сум Толга. А вие сте изгледа зетот на Еда, така ли? Добре дојде. Добро те најдов. Видели? Баџанаците се браќа. Добре дојде, Еда. Добро те најдов. Ова е сестра ти Ишил. Мило ми е. Зет ти Бурак. Мило ми е. И мојата сопруга Садет. Ајде сега не чека одлична софра. Имаме многу време да зборуваме. Ајде повелете. Бата, нема ли да дојдеш? Јас сум зачудена, но не сум колку што си ти, Бата. Игрејата е Толга. Порасна без татко. Мислам дека треба убаво да се однесуваме со него. Ќе одам малку да прошетам. Пред да почнеме, јас би сакал да ви кажам некои работи. Каде е Харун, керко? Харун наскоро ќе дојде. Добро, седни. И јас сум исто така изненаден како и вие. Убаво изненадување за мене е што моите два сина од порано се познаваат. Ние и без да сме свесни, судбината нас уште одамна не споила. Значи, судбината уште еднаш ни покажа дека е полна со изненадување. Најпрво на мојата сопруга Садет, а потоа и на моето цело семејство. Многу им благодарам што покажа разбирање. Добре дојде, синко. Добро ве најдов, ви благодарам. Добре дојде и тие, да, керко. Добро ве најдов. Од сега ова е ваша куќа. И вие сте дел од ова семејство. Нема потреба да се срамите за ништо. Ние сме веќе едно големо семејство. Повелете, нека ни е на здравие. Види, ова многу ќе ти се допадне, Еда. Со свој раце го направив тоа за вас. А јас ќе одам по Харун и ќе се вратиме. Бата, ќе зимаш ли од ова? Ти благодарам, може. Внатре има нешто многу посебно. Да видиме дали ќе погодиш што е тоа. Харун, знам дека не кеш да седиш на таа маса. И јас не сум воодушевена од ова. Ама мораме да го направиме тоа заради татко ти.
Ако не седнеш сега на таа софра, многу ќе го повредиш. Во право си, мамо. Ќе дојдам. Харун, може да те прашам нешто? Кажи, мамо. Се смиривте ли со Мелда? Мислев дека си влюбен во друга девојка. Или погрешно сум размислувала јас? Мамо, те молам подоцна да зборуваме за ова. Хајде, дојди. Влези, ајде. Ќе настинеш. Ај, погледни само. Ова како да не е истата госпоѓа Садет која што сакаше да се убие заради ова дете. А сега види, колку убаво сите си седат на маса. Кај богатите, значи, никогаш ништо не се знае. Ајде побрзај малку. Гледам, се уште немаш апетит, Еда. А ти трудна си. Изгледа дека и бебето испадна ненадејно, како и твојата венчавка. Не слушнавме за тоа. Јас ќе ви кажав, но ете така излезе. Ви честитам, тато. По втор пат ќе станете дедо. И вам ви честитам. Ви благодарам. Во мое, а и во името на мојата сопруга, уште еднаш ви посакувам добре дојде. Се надевам дека семејството Арсланли ќе биде уште посреќно со вас, вашата сопруга и бебето што ќе се роди. На здравје. Може би не оправдувате мене и Еда, ама се надевам дека ќе разберете откако ќе го прочитате ова. Ова е доказот дека ние не сме виновни. И дел од моето срце да ве разбира, но сепак што ќе биде со Мелда? Дали мислите дека таа ќе ве разбере, Харун? Од сега натаму секоја вечер ќе се зборуваме, бебенце моје. Само ти ќе знаеш што чувствува твојата мајка. Во иднина, кога ќе ги прочиташ овие работи, можеби ќе ми простиш. Ќе ме разбереш зошто избегав од татко ти. Со години ги гледав луѓето кои им верував, а тие беа против мене. Ми беше многу тешко. Но можеби беа во право. Моите грешки се неприфатливи. Но не е точно дека освен на себе си не мислев и на другите. Мојата црна судбина сакаше да се вљубам во забранетото. Премногу го сакам татко ти. Но оваа љубов е грев за сите нас. Многу би сакала да му кажам на Харун за тебе. Да му кажам дека ќе си имаме ќеркичка која ќе се вика Јагмур. Жал ми е за тебе, душо. Но и за сестра ми е жал.
Моето семејство е дел од мене, исто како што си и ти. Заради тоа, мило мое, јас го одбрав патот кој е најдобар за сите. Јас се омажив за Толга. Ти каква керка си ја? Никогаш нема да ти простам. Никогаш нема да ти простам. Никогаш нема да ти простам. Мамо, те молам, не зборувај вака. Тато? Ти за нас веќе си мртва. Тато, немој. Уби се! Мислејќи дека го направив недоброто за сите, разбрав дека неголемата неправда ти ја направив тебе. Еден ден, кога и ти ќе пораснеш, кога ќе ја дознаеш вистината, разбрав дека преку случајот на Толга и ти многу ќе се разочараш. Исто како што направила неговата мајка, така и јас ќе морам да се држам подалеку од татко ти. Заради моето семејство и мојата сестра да не бидат повредени, си помислувам дека неголемата неправда ти ја правам тебе, бебенце моја. Си помислувам дали и мојата сестра би го направила ова за нас. Дали би ја разбрала мојата огромна љубов и дали би се однесувала како што се однесува. Дали би издржала да ја отфрли својата љубов заради мене, се прашувам. Но тоа никогаш нема да го дознам. Никогаш. Многу сакав да учам за моден дизајнер. Не, па тогаш зошто не учеше? Искрено да си признам, многу сум неталентирана за тоа. Нема да ви се верува. Ама те молам, немој да бидеш толку строга кон себе, но за други работи ти си премногу талентирана. Да? Ти кога и да дојдеш во оваа куќа, никогаш не си гладна. Повторно ништо не јадеше. Јас генерално никогаш не сум имала апетит. Прв пат слушам вакво нешто од некој кој што очекува бебе. Да не од стрес всушност тоа. Не. Не грижете се, ја да ги зема потребните витамини. Многу внимаваме на сето тоа. А и нема потреба од никаков стрес. Добра си, нели душа? Добра. А може би те растажи тоа што сестра ти се раздели со својот сакан. Ама нема потреба некој да се растажува. Зошто повторно се заедно? Така ли е? Ако сакаш ти одговори на ова, Харун. Ние одлучивме да си ги решиме нашите проблеми. Има некои работи кои треба да се решат за тоа. Колку убава ноќ е ова? Полна е со изненадувања. Може би јаболки ќе паднат од небото. А? Добра ли си? Бебенце, пред да се запознавам со твојот татко, мојот живот беше многу спокоен. Го нема видено црното лице на овој град. Тоа претемно место од градов. Но сега сме само јас и ти. Мора да сум многу силна за да те заштитам и тебе. И ќе бидам. Душичка моја, денес за прв пат видов омраза во очите на татко ти. Заради моите постапки тој ме мрази. Тој си мисли дека јас не го сакам. Дека сум ја изневерила неговата љубов. Но не разбира тоа што поминав и преку моето семејство и мојата сестра. Го направив само за нашата љубов. Но ти го знаеш тоа. Нели ти е тешко и да продолжиш со кариерата и да имаш бебенце? Јас никогаш не би можела тоа. Всушност и не е тешко тоа, но доколку требаше да одберам, никогаш немаше да се откажам од моето бебе. Тоа за мене е повредно од се друго. Изгледа ова бебе е од една голема љубов. Штом си спремна дури и кариерата да ја запоставиш. Да. И од кога ќе ни се роди ќеркичката, нашата љубов ќе биде поголема. Јагмур ли ке се вика? Колку убаво. Изгледа дека за вас тоа има посебно значење. Да. Вие да не се запознавте на врнажлив ден? Не, нивната љубов е уште од детството. Живеевме во исто мало и одеа во исто училиште. Колку убаво. Јас се извинувам.
Сладкото јас не го направив, но по мој рецепта. Да видиме дали ќе ви се допадна? Јас подоцна ќе пробам. Да ти добро ли си? Како да пребледа? Малку ми е лошо. Ќе одам до тоалетот. Јас ќе дојдам. Нема потреба, Дадо. А те молам, покажи го тоалетот на Еда. Веднаш, господи Садет. Навака ве молам. Да, те слушам, Доан, кажи. Господинот Бату пораснал во едно сиропиталиште. Како? Сиропиталиште? Да, господине Харун. А потоа го присвоиле. Јас мислев дека знаете. Не ми кажал за ова. Добро, а дознавте ли кое семејство го посвоило? Истражуваме, господине Харун. Продолжете со тоа. Сакам се да дознам. Разбирам, господине Харун. Се нервираш кога ќе ме видиш мене, нели? Да. Не грижи се. Оваа нова ситуација ништо нема да промени. Немаш потреба од лажна учтивост. И јас мислам така. Добро, да ја побараме да јас. Јас мислев дека вие двајца се разделивте. Погрешно мислиш. Како што гледаш, заедно сме. Инаку, додека ти се разделуваш и смируваш со твојата вереница, многу е чудно што ме прашува за незината сестра. Не те прашав за Еда, туку тебе. Види, тоа што после толку години се дозна дека сме дел од семејството, ништо нема да промени со нашиот однос. Затоа нема потреба да се преправаме дека сме загрижени еден за друг. Знам дека не ме поднесуваш мене. А ни јас тебе те поднесувам. Само заради нашиот татко ќе мора да се трпиме ние. Во право си. Сето ова ќе биде поради татко ми. И многу ми е мило што ти добро ја сваќаш целава ситуација. Види вам, ти мене ниту ме познаваш, ниту знаеш што проживеав и што чувствував. Ти само осудуваш. Ама тоа ништо нема да промени, верувај ми. Ниту пак случајно може да ја промени мојата љубов кон Еда. Како е можно вакво нешто? Господи, каква е оваа лоша случајност? Зошто пред мене се појави човекот кој најмалку требаше? Зошто? Толга во никој случај не смее да дозна дека Харун е Хаки. Заради мене ќе го замрзи својот брат. Нашата љубов на сите им носи несреќа. Господе, зошто? Не треба веќе никогаш да го видам Харун. Харун? Да не побудале ти? Што правиш, ќе не види некој? Ништо не ми е важно. Дали е возможно да не побудалам во ваква ситуација? Мора да го прифатиме ова. Како да го прифатам ова, Еда? И онака многу тешко издржувам да останам далеку од тебе и од моето бебе. А сега уште и овој човек се појави. Не зборувај така. Тој е твој брат. Исто така и добар човек. Не, тој е човек кој што е заљубен во тебе. И како што гледам, тој нема намера да си замине од твојот живот. Нема такво нешто. И порано ти го кажав тоа, тој ми е пријател. Се што прави заради мене е тоа затоа што ми мисли добро. Колку си била наивна. Не разбирам како тоа не ја гледаш вистината. Затоа што нема ништо за тоа. Штом нема ништо? Како тоа пред малку ја призна својата љубов? Зошто ми рече дека ништо нема да ја промени мојата љубов кон Еда? Не знам. Може би за да ме одбрани мене. Мора да се вратиме назад, ке не прашаат. Мојата ќерка не смее да му каже тато на тој човек. Никој освен мене не смее да те сака, Еда. Не преостанува ништо. Се пробавме. Ги уништивме нашите сакани. Се уништивме себе си. Се пробавме, но залудно не можеме. Готово е веќе со нас. Доколку продолжиме, јас и ти ги уништиме сите. Пушти ме да си одам.
Те молам, остави ме. Те молам. Како да те оставам, кажи ми. Како да се откажам од тебе? Еда, каде беше? Тргнав по тебе, те бара во тоалетот, ама... Би во тоалетот на другиот спрат. Подобро ли ти е? Да, подобро. Тога јас сакам што поскоро да си одиме. Да, во право си. И јас. Убаво би било да си заминеме. Ајде, дојди. Ајде. Јас донесов одлука, затоа знае само Ниса. Подоцна ќе ви кажам на сите. Многу ќе се зачудите. Каде сте, синко? Ајде, седнете. Кажете, какво кафе пиете? Всушност, ние би сакале да си одиме сега. Да, ама многу е рано, нели? На мојата сопруга не е многу добро. Што ти е, Еда? Нешто сериозно ли е? Не, желудникот ме боли. Тогаш и јас да станам, да си одиме заедно. Ах, господе, но имаш уште толку работи за зборување. Не грижи се, Ниса. Од сега натаму почесто ќе се гледаме, нели, синко? Ќе си седиме и ќе си зборуваме со часови. Дај Боже. Добра ноќ. Добра ноќ, синко. Добра ноќ. Добра ноќ, Керко. Добра ноќ, Ниса. Добра ноќ. Пријатно. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, Душо. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Добра ноќ. Моја јагмурче, многу би сакала да ја кажам вистината, дека толку многу го сакам твојот татко. Да кажам дека тој ти е татко. Но мојата сестра и мојата мајка, и покрај тоа што само мал дел знаат од вистината, сепак се растревожени. Како да им го направам тоа знаејќи? Но од друга страна пак мораме да чекаме и да бидеме спокојни. Додека ја гледам мојата сестра како е тажна, јас не можам да бидам среќна. Се додека бегам од соочување со неа, јас само се растажувам и себе си. Се уште ли се гледаш со оној никаквец што се вика Хаки? Тој ли ти го дадува? Не, мамо. Лажливка една, да ти се плукнам. Штом планираше да се гледаш со него, тогаш зошто се омажи со Толга? Трудна си. Зар не се срамиш бар од твоето бебенце, а? Да можев да се откажам од него. Да можев. Се каам што толку го засакав. Во тој случај никогаш немаше да биде повреден. Јас им ги упропастив животите на сите. Јас немам право да го правам ова на мојата мајка. Не смеам повеќе да ја растажам. Господе, те молам, помогни ми. Повеќе не знам што е правилно, а што не. Од една страна моето бебе, љубовта и среќата која би траела цел живот, а од другата страна моето семејство. Зар смеам да им го нанесам овој срам кој нема да го заборава цел живот? Душо моја, како ова не го каже на својата мајка? Јас од каде да знам, Еда? Што се не ти направив јас тебе? Јас каква мајка сум? Како тоа не видов ништо поминува мојата керка, како? Ах, моје мало душиче, ти како го издржа сете од тоа, керко? Не ми се верува дека си му брат на Харон, Толга. Се уште сум во шок. И јас исто така. Откако влеговте низ вратата, мислам дека ќе се онесвестев од зачуденост. Нас прашај не за тоа. Во еден миг си помислив дека во погрешна куќа влегов. И јас исто така.
Сега ќе станеме вистински роднини. Мислам, откако се смиривме со Харун, наскоро ќе бидеш и мој девер. Кој би помислил на тоа? Нормално и Харун ќе биде твој девер. А и Чичко на твоето дете. Сега сме вистински роднини. Не ми се верува. Да видиме што ќе каже мама. Како ќе кажеш на мама дека сте се смириле? Зошто ме прашуваш? Значи не е проблем кога ти ги растажуваш, туку е проблем кога јас ќе направам нешто такво. Не го мислев тоа, дадо. Тогаш ништо не кажувај. Ама, Дадо да ти погрешно разбра. Добро, добро. Јас погрешно разбирам. Ти благодарам, Керко. Затвори врата. Да не беше ти, немаше да се оствари ова запознавање. Повторно не ме разочара, ти благодарам си. Јас бев тој кој што секогаш ги поддржуваше твоите одлуки. И тоа никогаш нема да се смени. Ти благодарам. Сега сакам уште нешто да направиш за мене. Сакам да се вратиш во фирмата. Ти си веќе председател на управниот одбор. Не можеш да оставиш така фирмата. И со Мел да се смиривте. Дојди во фирмата. Искрено и јас така размислува веќе да се... Браво, синко, браво. Ама има многу работа да завршиме. Прочитај го ова, те мола. Што е ова, тато? Откако се случи саботажата во бродот, јас веднаш побара да се направи детално истражување. На крај најдовме нешто. Луѓето што го направија тоа, наредниот ден избегаа на кај исток. Нивната цел била да ја поминат границата кон Сирија. Но нашите луѓе дознаа и ги фатија, сите ги фатија. Ке ги дознаеме сите детали за тоа кој стои позади ова и зошто е направено точно тоа. Види, многу работи околу оваа експлозија не се обелоденија. Ама јас сум одлучен се да се открие, се да се дознае. Ви благодарам, добра ноќ. Да, сега ништо не кажувај на мама. Кога ќе дојде време за тоа, јас ќе кажам. Не грижи се, нема да кажам ништо. Земи ги овие. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Само што ви оставив чиста постелнина во собата. Од каде доаѓате вие тројца? Ние јадевме нешто надвор. Сакавме насамо да си поразговараме малку. Да. Така ли? Баш убаво сте направиле. Ти како си, Керко? Добра ли си? Како да си бледа малку? Не сум, не грижи се, мамо, добра сум. Само сум малку уморна. Јас да ти згреам леко, ќе си се напиеш пред спиење. Јас ќе се легнам, добра ноќ. Добра ноќ. Не ми се верува. Не е можно тој човек да е мој брат. Не е можно. Види, ти мене воопшто не ме познаваш. Ниту знаеш ни што проживеав, нити што чувствував. Ти само ме осудуваш. А тоа, Харун, ништо. Ништо нема да промени, разбираш? Ниту пак случајно може да ја промени мојата љубов кон Еда. Јас и порано ти кажав, тој ми е пријател. Се што прави е заради тоа што ми мисли добро. Господе Боже, разбери ја веќе вистината, Еда.
Твојата ќерка не смее да го нарекува тој човек тато. Никој освен мене не смее да те сака, Еда. Тој човек е заљубен во тебе. Доколку не е вистина, зошто пред малку ми го призна тоа, кажи ми? Зошто ми рече дека ништо нема да промени мојата љубов кон Еда, а? Пред оваа лага да излезе на виделина, мора да ја остварам својата цел. Ако уште еднаш го изгубам Харун, веќе нема да има враќање назад. Турхан? Што правиш? Ја вадам бебешката облека на Еда. Ке ги дадам на Изе. Тоа што ќе и се допадне, нека го земе. Колку се малечки. Да, така е. Си мислев никогаш нема да порасне. Но погледни колкава девојка стана, а сега ќе биде и мајка. Турхан, не биди тажна. Тие нема да се разделат. Зборував со Толга. Нема да ја остави Еда. Тоа бебе нема да порасне без татко. Не грижи се. Може би јас ќе остана без татко и мајка. Но моето бебе ќе порасне со татко и мајка. Мамичке, ќе можеш ли никогаш да ми простиш? Со што да те послужам? Ти благодарам. Ништо не сакам. Бату. Повели. Ние двајца колку години се познаваме? Многу. Уште од факултет. Ете, пресметај. Да, ама... Додека ти знаеше се за мене, ја за тебе ништо не знаев. Каде си роден? Каде си пораснал? Зошто воопшто не се гледаш со твоето семејство? Јас не знам ништо за тебе. Тоа значи дека не си се интересирал. Да ме прашаш, ќе ти кажав. А од каде излезе сето ова вака наеднаш? Како што излезе твојата заинтересираност за Ниса, така и ова излезе, брате. Харун, јас... Но во право си, многу си во право. Ке ти кажев всушност, но не знаев како да ти кажам. Таа сепак е твоја сестра и... Да. Таа е моја сестра. И сакам да стоиш понастрана од неа. Немој, Харун. Немој да го правиш ова затоа што не ти кажав му уште од почеток. Нема врска со тоа. Само ти стои настрана. Таа не е било која девојка. Ти можеш ли да стоиш настрана од Еда? Тоа е сосема различно. Немој да споредуваш. Не е различно. Сакаш да ми кажеш дека си заљубен во Ниса, така ли? И тоа некој како тебе? Да. Не ми се верува. Зошто така? Ајде кажи ми, ти досега во која девојка си се заљубил? Откако јас те познавам тебе, твоите врски се базирани на 3 дена. И мислиш дека тоа е нешто убаво? Доколку не се држиш понастрано од Ниса, ќе се скараме, брате. Да не речеш дека не сум ти кажал. Знам дека не ми веруваш. Но таа мене многу ми значи. Премногу. Најмногу на цел свет. Како си, душа? Припреми се, бато. Имам бомбастична вест за тебе. Што тоа?
Татко ми имал уште еден син. Како? Уште еден син ли? Да. Јас бев последната што дознав и ги запознав. И знаеш дека неговата жена е сестра на Мелда, Еда. Еда ли? Сестрата на Мелда, значи? Да. Не ми се верува. Нашата балдеска одамна станала наша снаа, но никој не знал за тоа. Не прашувај. Добро, Душа. Ајде јас подоцна ќе те побарам. Сега имам нешто работа. Добро, тогаш ќе се видиме, Душа. И Бату, јас многу те сакам. И јас тебе. Навистина ти си бил човек со многу тајни, Феас Арсланли. Да не ме сватиш погрешно, ама сакам да те прашам нешто. Прашај. Зошто да те разберам погрешно? Кога планираш да ја кажеш на тетка Туркан дека се смири со Харун? Не знам. Зошто ме прашуваш? Не дека ме интересира, туку затоа што треба и за мене да им кажам. Тоа што нели испаднавме браќа со Харун. Туркан, земи, стави ги парите на сигурно место. Јас ќе средам за останатото. Ајде вечер ќе се видиме. Добра. Туркан. Не тагувај. Ете си доаѓа се на свое место. Се спасивме. Фала му на Бога. Или пак ти е страв дека ќе се разделите? Не. И јас сакам што поскоро да ја кажам вистината. Но не знам како да го кажам сето тоа. Што сакаш да ми кажеш, Керко? Мамо, кога дојде ти? Не те слушнав. Гледам дека не слушнавте. Ајде кажи, што треба да ни кажеш? Мелда? Ајде ние да си одиме веќе. Вечер порано ќе си дојдам. Да, добро, Керко, убава. Не мисли ти на мене. Кога ќе си ја завршиш работата, тогаш дојди. Се гледаме. Убава работа, Благодарам. синко. Те слушам. Јас и Харун се смиривме. Како? Побуделе ли ти, Мелда? Не може тоа. Нема никогаш да го дозволам тоа. Извини, но не барам дозвола за тоа. Јас го сакам Харун и не ме интересира што зборуваат други. Значи против нас ќе тргнеш, така? Доколку е потребно, да. Ете и Еда истото го направи. Но на краја прифативте. Јас не ви значам барем колку Еда. Од каде излезе сега ова? Јас не сакам ти да бидеш нестрекна само заради тоа. Нема да бидам нестрекна со Харун. Ти се извинувам, но ќе задоснам на работа. Остави ја сега работата. Тој човек тебе те изневери. Како можеш да му простиш? Толку ли немаш гордост? Да, мамо, немам гордост. До толку што дури сакам да се омажам за него. Зошто не разбираш колку многу го сакам? Не треба ништо да сватам јас. Тој е безобразен човек. Тој те изневери тебе уште додека бевте верени. Како може да те погледне во лице тебе тој човек, а ти погледни ме. Само преку мене мртва може да се земеш со него. Ме разбрали? Нема да се земеш со него. Нема. Никогаш нема да дозволам. Јас сум трудна. Како? Не е можно. Не е можно. Кажи дека не е вистина. Кажи го тоа. Кажи дека не е вистина. Тој не е виновен, мамо. Кој е крив, Керко? Кој е крив, кажи? Како можеше да му се предадеш на тој безобразник? Како можеше да го направиш ова, Мелда? Како можеше? Како можеше? Тој се игра со жените како да се играчки. Ти сакаш да станам убиец ли? Како можеше да ни го направиш ова? Како можеше? Кажи ми дали воопшто не ти беше срам, Мелда?
А што ако го дознае татко ти ова? Зар не помисли на нас ти, а? Ти си безобразна и нечесна. Мамо? Нечесна. Прибери се, мамо, што се случува? Јас пак мислев дека ти си начитана, школувана и паметна девојка. 3 грама памет немаш. Срам Мамо, да ти е, смири се. срамота. Мамо, смири се, те молам. Пазите да се спасите. Мамо, да си смири умрам се. веќе. Да си умрам веќе. Мамо. Не може да се земе со тој човек, не може. Мамо, те молам, остави го тоа. Малку мисли на своето здравје, те молам. Тој се покајал за тоа што го направил. Остави Мелда да размисли. Не, таа не знае. Таа не може да разбере колку е тој безобразник. Тој човек е ѓавол. Ја прелажал Мелда. Малку да не претеруваш, мамо? Не, никогаш нема да се земе со тој човек. Никогаш. Повелете, господине Харон. Ти благодарам, Джейда. Молам. Добар ден, господине Харон. Јас сум докторката на госпоѓа Еда. Здраво, повелете. Госпогица Еда треба да дојде во болницата поради некои испитувања. Сакав да ви известам. Да не се случи нешто. Не, тоа се рутински контроли. Ќе може утре во 16 часот? Ќе дојдеме, се разбира. Добро, тогаш ќе се видиме. Пријатен ден. Не може да продолжи оваа брука. Не се живее со овој срам. Веќе мора да ставам крај на ова заради моите керки, за да ги заштитам нив. Полномошното кое што ви го направив повеќе не ваши, господине Бурак. Од сега па натаму, јас ќе бидам начело на фирмата и самиот ќе се погрижам околу извештајот за фирмата која што ја доби оваа работа. Се разбираме ли? Сега веќе доста. Вие треба да мислите на вашето бебенце. Затоа што тоа не е вино детенце, не е виновно за ништо. Сега само тоа е најважното. Ако сакаш во фирмава, можеш да дојдеш и како член на Арсланли. Но сепак ништо нема да промени со тоа. Ти реков ли да не си поигруваш со моите керки?